Поради нередовна грижа, одржување и обезбедување се рушат кровови, пропаѓаат куќи и објекти од историско значење. Има недостиг на професионални лица, нова опрема, но и ресурси. Наместо вложувања се кратат буџетски средства, со што се уништува недвижното културно наследство, утврдиле ревизорите на Државниот завод за ревизија. Која е причината поради што си го уништуваме културното, но историското наследство во земјава? Може ли државата сама да се избори за историското наследство преку кратење на финансиите за таа намена, но и зошто институциите за заштита на овие историски вредности не успеа со години да искоренат партизираноста? Во нив се дилемите кои што се актуелни периодов во јавноста. Македонија е вистински трезор на објекти од културното наследство од разни временски периоди, кои надлежните се трудат да ги заштитат единствено на хартија. Во реалноста, културното наследство во земјава не е доволно заштитено, ниту унапредено. Постои недостаток на меѓуинституционална соработка во врска со заштитата на културното наследство, како и спречување на дивоградби, нотираат државните ревизори. Во каква состојба сме ние? Во таква состојба не се и спомениците на културата, вели поранешниот директор на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов. Ќе речеме свест. Ја мислам дека треба да имаме многу повисока свест, повисоко развиена свест за состојбите. Знаејќи каква ни е кризна состојба во општеството, дека се преживува. Луѓето гледаат на секој начин да преживеат, па така и институциите и власта што е колку што може да ги изменаџира работите. Не е ова од сега, ова е веќе 30 години го чувствуваме ние како професионалци што работиме во тие институции. Одговорот го знаат и граѓаните, го знаат и луѓето професионалци што се во областа дека тоа не се прави така. Дека тоа не е инцидентно, сега ќе дадат пари, па ние нешто ќе закрпиме. Значи, тоа е стратешки треба, а таков документ донесе управата, која што стои во ФИОК, ја еднаш напоменав. Меѓутоа мора да се почне од некаде, да се почне од и покрај недостаток на кадри, да се приберат оние кадри по институциите што, па и во пензија што се, да се отпочне со објекти колективно, на ниво на држава. Да се создават екипи кои што ќе можат у континуитет неколку години да работат на објектот, за да се стави во некаква функција во корист на туризмот, конкретно и економијата. Тоа никој не го гледа дека е тоа економска придобивка. Покрај значењето свое духовно што го има. Тој духовен печат, ако го изгубиме, сме изгубиле све. Ќе ни биде бесполезна борбата што ја имаме на политички план со околните наши негатори. Косто вели дека во овој момент има повеќе загрозени објекти во земјава кои се бисери значајни за нашата култура и кои носат приказни за древните жители на земјава. Даден еден денар за истражување, за културно наследство, значи некогаш 100 до 1000 денари за конзервација и ставање во некакви рамки за користење во општеството. И ние треба да го гледаме тој аспект. Значи, јавното приватно партнерство кај нас не дојде никаде до израз. А тие објекти, да не речам, се многу податливи за да се стави во една урбана средина, во еден контекст каде што ќе биде на некој начин покриено и финансиски, а ќе има и своја културолошка и културна манифестирање во текот на годината. Костов прецизно ги детектира слабостите во менаџирањето на Управата за заштита на културното наследство. Како да ви кажам, тоа е сувопарен извештајот. Ние тоа го трпиме на своји плеки 20 на 30 години. Институции се заробени од партиски кадри кои што во текот од 2-3 мандата нелегално обстојуваат благодарение на поддршката на политичките нивни ментори. И така објектите, затоа што вие, за да се справите со ситуацијава, треба да имате големо искуство, знаење и обединувачки карактер меѓу институциите за да направите некакви зафати кои што ќе бидат поголеми. Имаме ли тоа, господин Костов, меѓуинституционално? Ако се сака, може да се направи.
Меѓутоа, тоа треба да го направат првен тие политички чинители, ја би рекол од министерката. Поздравувам во најбрз можен рок што може да се справи барем во центрите каде што ни се ставени во опасност неколку манастири. Костов вели дека за културното наследство важно е да се има свест. Добро е на секој мандат од министерот што доаѓа, не да му биде тоа дека е тешко реформите да се направат. Ние се препелкаме у тие реформи веќе десетина години уназад. Де законот, де стратегијата, меѓутоа нека се почне од еден објект. Со тој објект ни ги покаже кои ни се најголемите слабости, што ни фали најмногу од тоа, колку средства е потребно за следниот објект, а вака се расфрлаат средства само за да се удоволат некакви, да речеме, баланс на рамнотежа на силите, дали меѓу политичките, етничките партии, и така не добива никој. Објектите и понатаму ќе пропаѓаат, зашто крајното е објектот да стекне некоја функција во современоста. Изборам под наводници функција, затоа што дел се сакралните таму кои што имаат своји функции. Меѓутоа да бидат дел од мапата туристичка понуда што треба да ја даде една општина или држава. Поради нередовна грижа, одржување и обезбедување, културното наследство во Македонија трпи оштетување, загуби и уништување. Ограничена е навремената и соодветна заштита на недвижните добра во земја, поради вработување на партиски војници наместо професионалци. Сите овие работи создаваат реална опасност за трајно губење на недвижното културно наследство за идните генерации. Арија Наслана, вие сте директор на Управата за заштита на културно наследство. Така. Да. Во ревизорскиот извештај, сигурно го добивте, го прочитавте? Да, пошто да. Да. Се вели дека имате само колку автомобили? 12 автомобили, колку имате? Не дека немате. 4 автомобили имаме, се на се. И кои се имавме и од владата, или укажување за штедење, па си правиме малце весела географија, региони, ако има прилеп битола, да се спојат во еден ден и малце да уштедиме на гориво. Тоа е за инспекција, за увиди. 4 автомобили? Така. Ама кој точно? Управата? Да, само управата. Говориме за конзерваторските центри кои се грижат за заштита на наследството во Не, видете, колку имате таму управата, Не управата, се говориме за конзерваторските. За сите заводи и музеи, тоа не знам колку возила имаме се на све, пошто има негде 7-8 заводи и музеи. А вие, тие спаѓаат во управата? Не, тие се посебни, се под управата, ние сме само управно-правни, гледаме дали е легално. Под управата се. Така, да, под управата се. Сепак се. Вие сте директор на практично на сите. Колку автомобили има? Моментално таа бројка не ја знам колку автомобили се на све има, знам во управата колку имаме, да. Да, добро, но овие конзерваторски центри се под ваша надлежност. Така, меѓутоа највише за проекти и ви кажувам за управно-правни документи за проекти дали не знаете колку има автомобили. Да. Тие се грижат, тие автомобили се грижат практично за што? За културното нас, за увиди, за дивоградби, така. Тоа не знаете колку има, јас ќе ви кажам. Ајде. 12 исправни и 12 неисправни возила. Добро. Што е со неисправните? Зошто има неисправни возила? Овака, има неисправни возила, пошто се многу стари и секогаш ја би почнал со една парола позната во јавноста, демократијата, поготово воопшто и културата е скапа работа во државата. Така да, за жал, секогаш, во секоја финансиска криза во државата, најпрви се крати од култура. Не, зошто има 12 неисправни возила, ве прашувам? Па, тоа е до заводите, пошто секој завод и музеј си има директор и си има сектор кој што... Но вие сте главен на сите. Така. И сега да ми објасните зошто има неисправни возила. До мене има само една побарување од Кумановскиот музеј, каде што за една кола
каде што една кола е толку хаварисана, барат да ја поништат или да ја однесат пошто не смеат, нели ја дужат сите, каде што барат дозвола да се однесе во како се вика тоа, во отпад. Колкав е буџетот за заштита на културно наследство? Целосно? Да. Таа информација подобро ќе ви биде од Министерство за култура. Вие не знаете колкав е буџетот? Заштита на културното наследство зависи од проекти од година до година, од прилика некој во моментот само управата би требало да е негде околу не сум сигурен, не ме фаќајте за збор, мислам дека е 59 милиони денари. Тоа се пари за проекти кои не е носител управата. Лани бил колку буџет? Лани бил, не знам, пошто ја дојдов оваа година февруар месец. Добро, не знаевте со колку располагате? Па од прилика тоа го видов од лани, истиот бил 99 милиони. Так. 99 милиони денари. Бил поголем, меѓутоа бевме 3 пати во министерство. Во милиони евра колку? Не евра, денари. Па да, ама во милиони евра колку? 1,6. Така му доаѓа. Да. Тоа се за Добро, Тоа се за проекти за работи кои што веќе се извршуваат, меѓутоа не ни стигна оваа година, па се скратија и лани, и оваа година не знаеме дали ќе стигнат тие, на пример за плавашник имаме предвидено оваа година 50 милиони денари, од кои што само 9 милиони ќе ни останат, тоа се и за плати и за сите други трошкови. Ревизорите утврдиле дека планот на УНЕСКО за регионот на Охридско езеро не се спроведува во локалната политика, која прави несоодветни дупови, знаете и сами, надградби. Така, имаме проблеми со дивоградби, да. Таму има мораториум од 2020 година. Што правите вие околу тоа? Нашата заложба во тој аспект е да не пратим... Не заложбата, што правите? Ако планот на УНЕСКО не се спроведува? Ќе направиме напори за да се спроведе. Ние спроведуваме. Меѓутоа, да ви кажам, луѓето кои што се таму, кои што живеат, имаат побарување и некои не чекат и прават дивоградби. Државниот ревизорски завод наведува дека не се доволни мерките и активностите за потребна заштита, со што постои реална опасност за трајно зачувување на недвижното културно наследство за идните генерации. Така е. Вие сте директор за културно наследство. Да. И постои реална опасност. Така е, не се доволни мерките и активностите. Ја би рекол не е до мерката. Мерките имаме законски мерки кои што ги спроведуваме, меѓутоа тие касни што се спроведуваат, што се оди на увид, понекогаш се, да не речем, и банални. 250 евра казна за дивоградба, покасно, сега да не бидам ја тој... Така. Вие сте музичар по професија. Така. Имаше бура во јавноста, какви се, дали имате воопшто компетенции, беше сменат Ацо Костов, вие со алтернатива влеговте како директор. Кои се вашите компетенции да бидете директор на заштита за наследство, културно наследство, ако сте музичар? Така. Јас сум голем поборник на таа варијанта, не мора стручен кадар да биде директор, ако е добар менеджер. Може и музичар. Да, музичар. Не сум јас крив што е законот спаѓа... А зошто не треба да биде стручен кадар? Само малце, ќе ви објаснам, ако ми дозволите, пошто музиката спаѓа во тие хуманистички науки и културата, дел од културата, така предвиделе во законот, значи не може математичар да биде тука или не знам кој, тоа го дозволува законот. Меѓутоа, доколку е стручен, например од лошите искуства порано, ако е археолог, ќе забега само во археологија, ако е архитект, а вие само... во што забегувате? Ја во све. Во све. Се трудиме, највише имаме проблеми со археологија, со кадар, ни фалат археолози и архитекти највише. Меѓутоа проблем е тоа што финансиски платите се многу ниски, што немаме ни едно вработување во рокот. Се школувавте за културно наследство? Не. Од општа култура, да. И гледам овие... Так. Овие... Да, статуетки. Да. Вие ги имате наследено. Така, да. Добро.
Ова е Да, големата мајка во Тумба Маџари пронајдена, така. Тоа баре го научив, да. да, ова? Ова не знам. Не знам кој е. Сега сме во вашата канцеларија, Да, да. да. Добро. Така. И сега кажете ми, не ми кажавте за компетенциите ваши. Од кој аспект компетенција? Како мислиш? музичар, како се нафативте да бидете директор за културна заштита на културно наследство? Како се нафатив? Да, ако немате никаква обука, школување. Се нафатив од аспект на менаџер. Јас дојдов тука како менаџер и не би требало да сум стручен, да сум... Како менаџер имате 12 неисправни возила, имате проблеми со стручен кадар, имате проблеми со УНЕСКО. Да. Не е по моја вина. Не е дека јас се правдам. Вие сте директор. Така, јас сум Чија вина директор. би била? Јас сум директор. Имам 7 барања за вработување, 7 негативни одговори од Министерство за финансии. Што се однесува до заводите и музеите, јас сум им кажал да донесат или да си ги со одлука, имаме состаноци редовни и комуникација со све што им треба, дури за позајмување на кадри, поготово летно време, Значи поготово... проблемот е во Министерството за финансии. Ви благодарам за овој разговор. Молам. Афет Јашари, вие во Министерството за култура практично сте задолжен за културното наследство, за заштита на културното наследство. 15 години работите практично во Министерството за култура и токму сте стручен за културното наследство. А во управата, каде што сме сега, управата за културно наследство, директор е музичар. Како тоа се случи? Вие да не сте директор во управата, туку да имаме музичар. Ако имате 15 години искуство, прилично сте стручен. Што се однесува до вашето прашање, значи не е моје да одговорам, туку можеме да одговориме на нашите одговорности, на тие работи што сме задолжени во Министерството за култура, пошто знаете дека во Министерството за култура постои орган или сектор за заштита на културно наследство, каде се значи финансираат сите годишни програми поврзани со заштита, а Управата за заштита на културно наследство е орган на Министерството за култура. Добро, и тоа го сме знаеме. во Да. Кажете ми, ревизорскиот извештај вели дека немате доволно автомобили во генерално конзерваторските центри. Колку автомобили практично има? Исправни, колку неисправни? така. Знаете дека во рамките на Министерството за култура, Колку има? како што кажав, Одговорете ми, колку автомобили секоја има? национална установа, според годишните договори или според годишното финансирање што го прави Министерството за култура, значи одвои средства во рамките на тоа што го дава државата и секој директор, секој менаџер на установата од заштита на културно наследство, значи го изменаџира, тоа значи дека Ве молам. најдобро. Господине Афет Јашари, вие го прочитавте извештајот. Дозволете да кажам за извештајот. Кажете ми колку автомобили има? Исправни и неисправни? Заштото има забелешки во ревизорскиот извештај. Тоа автомобили, ако зборуваме на таа тема, ќе треба значи да одговорат националните установи од заштита. Оние знаат најдобро во каква моментална А вие состојба се. не знаете? Ние можеме да даеме одговор на нашите финансирања што ги даваме на националните установи. Добро. Значи, Кажете ми колкав е буџетот за заштита на културно наследство? Значи, дозволете да кажам дека Министерството за култура, знаеш дека по годишната програма, секоја година има буџет како за другите дејности и за заштита на За да го културно скратиме, наследство. нема да имаме време во интервјуто. Колкав е буџетот за заштита на културно наследство? Буџетот, значи вкупниот буџет за заштита на културно наследство се дели на неколку, знаете дека таму влегуваат плати на вработените,
на стручните и на административниот кадар, после влегуваат програмите, материјалните трошоци на установите и така натаму. И колкав е? Значи, секоја година, мислам, можеме да кажеме дека последните 3 години, можеме да кажеме дека да влегуваме, мислам, да знаеме дека ковид кризата и глобалната економска криза и тоа во извештајот или во ревизијата што пушува, значи го отсликува моменталната состојба во извештајот што и вие го имате и мислам дека Вие ми го дадовте извештајот. Вие го имате и ми го дадовте. да, извештајот. пошто Кажете ми дали се извинам што ве прекинувам. Сега има проблем околу планот на УНЕСКО. УНЕСКО е, знаете, околу регионот на Охридско езеро, планот на УНЕСКО да се заштити, тоа спаѓа во културно наследство, Охридското езеро? Да. Но велат ревизорите дека не се спроведуваат, не се доволни мерките, активностите не се спроведуваат тие активности и мерките, постои реална опасност за трајно зачувување на недвижното културно наследство за идните генерации. Чија е вината? знаете дека во рамките на Министерството за култура постои комисија за Охридски регион каде што таму тие се одлучуваат, тие се надлежни. Во рамките на таа комисија постои истучен тим на Министерството. Вие што велите ако сте вие одговорен за културното наследство во Министерството за култура? Министерството за култура го прави тековно административното менаџирање и на Дали се комисијата и на спроведуваат? буџетот. Да. Значи се што стигнува како барање. Дали сте задоволни од мерките? Дали се согласувате со Не знам дали ревизорот? знаете дека Министерката за култура имаше неколку среди, значи сега за сега да знаете дека не е само Министерството за култура одговорна за Охридскиот регион, туку се одговорни, таму не е само културно наследство. Таму има и за природата, за архитектурата и се одговорни и Министерството за екологија, другото и Министерството за транспорт и врски и три општините што се во територијата на општина Охрид, Струга и третата општина не ми текнува. Сакам да кажам дека одговорноста е на сите. Ние сме одговорни само во делот на заштита на културното наследство. Тука се вели во ревизорскиот извештај дека не е заштитено културното наследство. Знаете дека за да можеме ние да го заштитиме културното наследство, треба другите органи или Министерството за транспорт и врски и другите институции кои се релеванти, значи за да дојде до едно барање и да се заштитува, поминуваат низ неколку процеси. Добро, но знам. Така. Но не сте задоволни. Знам. Кажете ми дали сте задоволни или не сте. Знам дека се забелешките сериозни и затоа ние правиме напори се со цел. Не, освен што правите пошто напори. Реално за нашата држава, значи многу е важно Охридскиот регион да остане дел на УНЕСКО. Господине Афет Јашари, вашите напори ги пишува во ревизорскиот извештај дека се практично катастрофални резултатите од вашите напори. Затоа ве прашувам, задоволен ли сте или не сте задоволен? Јас можам да кажам дека Министерството за култура секогаш прави напори за сите овие значи слабости што ги имаме во рамките на државата, се што е заштита на културно наследство, го прави најдоброто што може. Ама сакам да кажам дека сите работи не зависат само од Министерството за култура. Кажавте, од кого зависат. Тоа кажавте неколку пати и не би сакала да ви ги вадам одговорите ако се еднакви. Ви благодарам за овој разговор. И сакам да кажам дека... Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и за вас. Сигурно добро се сеќавате на април 2019 година, кога
символот на Париз и на Франција, Богородичната црква или Нотр-Дам де Пари, ќе заминеше во пламен, во оганот. И тоа веднаш го потресе целиот свет и цела Франција за значењето на тоа културно и историско наследство. Можеби тоа е највидливиот француски културно-историски споменик, односно тоа наследство, бидејќи треба да се знае дека во 2017 година во Франција имаше него точно 45.285 историски споменици, односно згради и објекти кои што беа заштитени, од кои што дури 13.517 се класифицирани. Најголемиот дел од нив се во приватна собственост, околу 44%, додека 41% се во собственост на општините и само 4% се во собственост на државата. Потребата за заштита на културното наследство во Франција не е толку стара, иако таа започна да датира некаде после Француската револуција во 1790 година, така да само 4 години после тоа беше создадена на комисија, времена комисија за уметности, кој што сакаше да ги заштити спомениците кои што се на француска територија, а додека вистинската политика за наследството започна да се води меѓу 1830 и 1930 година, но уште подобро, мислам, дојде со законот од 30 март 1887 година, кога се воспостави една процедура за ставање да се класифицираат зградите, односно објектите кои што сметаат дека се културно историско наследство на земјата.